бизнис планот на Беровското јавно комунално заглави во партиските штабови. Беровските социјалдемократи сметаат дека не е потребно зголемување на цената на водата во Берово за 25% и на комуналните услуги за 130%, туку промена на политиките на градоначалникот и на ВМРО ДПМН. Оправдувањето на ВМРО ДПМН дека поголеми цени на водата и канализацијата ќе се поврзани со бизнис планот на јавното комунално предпријатие се несоодветни. Согласно овој бизнис план, јавното комунално предпријатие е задолжено прво да ги намали загубите на вода кои што сега се близу 50%. Второ, да се намали бројот на вработените од 85 на 73 во истото предпријатие. И можеби најважно да се обезбеди вклучување на вода, канализација на сите села од општината. Според социјалдемократите од ова ништо не е реализирано, иако 2009 година ВМРО ДПМН ја има власта во Берово. За СДСМ ова е неодговорно однесување на градоначалникот, кој се обидува да го прикрие со зголемување на цените на водата и канализацијата е неприфатливо. Ги повикуваме ВМРО ДПМН и градоначалникот Наџински најпрво да ги реализираат останатите точки од бизнис планот. Според Наџински, реализацијата на бизнис планот е во рацете на управниот одбор на комуналното предпријатие услуга. За жал, управниот одбор, тоест управувањето на јавното комунално предпријатие, го раководат луѓе од Социјалдемократскиот сојуз кои тие никогаш не донеле одлуки за да се изготви санационна програма. Бројот на вработените во предпријатието не е зголемен, туку е ист со години, а зголемувањето на цената на водата е потребно поради диспаритетот на кубик произведена вода со кубик продадена вода, тврди Наџински. Ние од утре ќе почнеме да се прашуваме дали добиваме исправна вода за пиење, зашто комуналното предпријатие не може да купи хлор, не може да купи други реагенси кои се потребни за преработка на водата. Бизнис планот на Беровското јавно комунално е изготвен од швајцарската влада која предвиде низа мерки за одржливост на системот на единствената прочистителна станица на горниот тек на Брегалница, проект финансиран со швајцарска донација. Сега неспроведувањето на бизнис планот ги става во залог 580.000 евра, пари од Европската инвестицијска банка за решавање на проблемот и со водата за пиење во Ратево.